И навистина мора да е големо чувството кога после еден ваков херојски подвиг ќе седнете на маса и со чаша вино ќе наздравите за подвигот што сте го направиле. Сигурно е прекрасно чувството. И особено кога ќе имате предвид дека сте спасиле толку големи имиња како што беа Верфел, Шагал, Ман, Хана Арент и така натаму. Главно германци набројавме, па ќе продолжам со уште еден германец. Еден од најголемите филозофи на класичната германска филозофија, Хегел, вели дека хероите, кога државата ќе се издигне на ниво на совршенство, хероите веќе не се потребни. Дека хероите функционираат само кога државите се во раните фази на развојот. Можеме ли да се согласиме со такво нешто? Јас вака мислам во врска и со филмот, дека практично херој многу е лесно да се конципира кога од другата страна имате радикално зло. Нацизмот е радикално зло и многу е лесно да имате чист профил на херој. А многу е потешко да имате чист профил на херој кога се овакви шика колја. Денеска се измешани, живееме во некоја ера на истовременост на опозити. Не знам, во исто време има шеф, ама тој шефот ти е пријател во слободно време. Која е сега идеолошката рамка во која што ќе поставиш херој? Значи можеме да му дадеме за право на стариот Хегел, дека можеби навистина така. Предпоставам дека тој мислел дека кога државата е на ниво кога не и требаат херои, таа е навистина совршено изградена во системот. Фактички, не знам, еве во случајов на Фрај, значи Фрај има гениално решение, има гениална идеја, таа е етички добра, значи тој оди да спасува интелектуалци. За мене во овој филм има две проблематични точки, што можда филмот не ги адресира совршено добро колку што би можел. Првата е дека тој прави листа на Макс Брод, не знам, односно на на Макс Ернст, на не знам, Верфел, сите што сака да ги спаси. Има една сцена во која што една жена доаѓа и вика јас исто така сум, не знам, сакам да бидам спасена, јас сум интелектуалка, он вика што си ти, она вика јас сум учителка. И он вика, се извинувам, Макс Шагал кошта повеќе од вас. Значи, практично на мојот список ве нема, ја нема да ве додадам. И мислам дека тоа етичко прашање што филмот не успеа добро да го објасни. Колку учителки еднакво на Шагал. Тоа е едното, иако тој лично не прави никакво зло, значи тој го прави списокот, он оди со таа задача, нека оди друг со задача да спаси учителка, значи тоа е едното. А второто што е проблематично, иако ултимативно тој ниту е агент на, не знам, на американската влада, значи од своја добра волја оди таму. Томас Ман вика брат ми остана во Франција и он вика кидам да го спасувам. Проблематично испаѓа дека кога се шетаат по тие шумите, кога се враќаат назад во Америка, практично мене ми залича во еден момент ко воен плен на Америка. Сега еве ги најголемите европски уметници ги спасуваме и ги ставаме у нашиот капиталистички не знам поредок. Добро, но тоа се го дискутиравме малку пред да почнеме со емисијата. Тоа се некои дилеми кои се однесуваат и на донесување на одлуки во некакви пресудни моменти. Така, многу е незгодно. Лидерство, морате да нешто да преземете во тој момент. И сега навистина треба да донесете таква одлука во која нема да спасите 10 учителки кои сметаат дека се интелектуалки и со право наспроти еден Шагал. И тоа е навистина сериозна дилема, но предпоставувам дека хероите се херои токму заради тоа, меѓу другото, веројатно. Иако е навистина сериозна дилемата. Но да се задржиме на ова, Филип, сакам да го прашам повторно на тезата на Хегел. Дали во 97 година сметавте дека навистина или го имавте тоа на ум или го почувствувате, сеедно, не мора да го знаевте Хегел тогаш и таа негова изрека? Го знаев затоа што бев студент по филозофија. Така, окей, уште подобро. Тогаш верувавте ли дека навистина е државата на тоа ниво кога се потребни херои и го направивте тоа што го направивте? А после ќе поразговараме во што се пресврти. Она што ние го правевме и она во што јас верував, не е поврзано со херојство. Ние сметавме дека на Македонија се заканува одредена опасност од федерализација, која што, како што гледаме, после 10 години е на прак и да се случи. Значи, тоа не беа некои теоретски предпоставки кои што ние сакаме да ги испробаме на терен, туку гледавме дека политиката го злоупотребува она основното, неупатеното во народот и се